Поздрав до гледачите на телевизија Ирис, отворено на тема. Се знае, во 17:30 со гости кои имаат што да кажат. Нашата работа е да им овозможиме на сите кои се представници на политички организации, граѓански заедници, локални самоуправи, државни институции, своите ставови да ги пласираат до вас, за да ви донесете одлука за она што е важно според релевантни податоци и факти. Тоа е задачата според теоријата на медиумите. Се не држиме до тоа и демократски тоа да ви го овозможиме. И еве, денес е 1 август, еден ден пред големиот празник во христијанството, Свети Илија, и во македонскиот народ посебно, бидејќи некако историјата го задолжила македонскиот народ и неговата држава со одлуки и случаи кои се поврзани со овој празник или околу него. Да не бидам историчар, велат историчарите дека тоа започнало таму уште од битката за Херонеја, па до сега ви е познато. Ни доаѓа топло лето, топол август, уште потопла есен. Некако имам впечаток дека македонските граѓани и македонскиот народ во некој цикличен период од 15 години донесува одлуки кои се круцијални. Да не го враќаме назад, да не ја враќаме назад историјата, она што е пред нас е пред нас. Прочитав една колумна од професор Венко Андоновски кој вели дека мораме да го менуваме и менталитетот. Од она Унам не рани, а Советскиот сојуз не брани, па денес до НАТО ќе не брани, а Европската унија ќе не рани. Ние мораме да се погрижиме со нашата граѓански и национална свест за состојбите во државата. Од економијата па до она што се нарекува дух на еден народ и една држава. И реков, моја задача е да им возможиме место на оние кои треба да ги кажат своите ставови. Мој и ваш гостин во отворено на тема за гледачите во Источна Македонија е заменикот генерален секретар на ВМРО-ДПМН, господинот Петар Богоевски. Со него ќе зборуваме за актуелните состојби во партијата, неговото лично мислење како докторант, како човек политиколог кој ги сублимира на своите научни трудови податоците за движењето на општеството и се разбира официјалните стави на партијата која ја представува. Добро дојде во отворена тема, господин Богоевски. Благодарам на покана. Ја мислам дека сум гостин втор пат во вашето студио. Точно некаде после трети или втор пат, точно после една година. Така, отприлика точно една година. Да, благодарам многу на покана. Вие сте од Крушево. Се согласувате ли со велат оние кои ги познаваат тие езотеричните вредности како некоја мантра, дека не се случува нешто на средината на летото, дека тогаш се прекршуваат некакви движења, иако поради митот за Крушево и Зеленската република некако имате поголем сенс за тоа. Па, точно, јас сум родом од Крушево и се уште голем дел од мојата поширока фамилија живее во Крушево. Често сум таму. Ние, македонците, викаме Илинден мајко, за нас Великден. Илинден е граден во генот на македонскиот народ. Причината зашто се користел Илинден, односно тој период од летото, затоа што тоаш се поволни условите за војување и за дигање востанија. И нормално било да подигаме востанија во летен период. Така е, за Божик никој не се дига студено, така? За Божик никој не подига востанија, што е нормално, но символиката е силна. Символиката или пораката која сакаат да не испратат оние кои себе си се вложиле во конституирање на Федеративната Народна република, или како се викаше Македонија, Народна република Македонија. Во почетокот со основските одлуки. Символиката кој тие ни ја испраќаат на нас е тоа што го закажале Аснум на истиот ден Илинден, на истиот ден кога било Илинденското востание и кога била обзнанена Крушевската република. Символиката е толку силна да не може да се игнорира, односно фактот дека пораката која испраќаат асномците не е порака на комунизам или не е порака на дворешни фактори, него е порака од македонски патриоти кои голем дел од нив учесници илинденци во Илинденското востание,
луѓе кои го посветиле целиот свој живот или се нивни потомци во конституирање на македонска државност. Актуелно и денес, државност која е оспорувана за жал во многу страни, делимично оспорувано името или некои други атрибути на државата, меѓутоа македонската државност е, како да кажам, врната вредност. Таа стои на пиедесталот на нашите вредности како и организација и како ВМРО, денеска како политичка партија ВМРО ДПМН, но и ние сите како граѓани, како македонци, кои илинденските традиции не само што ги негуваме, него сметам дека многу слабо ги негуваме. Мислам дека има простор многу повеќе да прославуваме како народ Илинден, да се организираме на многу повеќе настани како точка на обединување, мислам. Илинден, и Илинден е тој кој треба да не обедини сите заедно, да дадеме почит не само кон минатото, него да почнеме од таму да градиме и мината. Така. Па добро е да се носат одлуки за време на Илинден. Но има и еден вредностен след на Асном, заедно со Илинден, барем ние Штипини тоа многу убаво го знаеме, Любчо Арсов еден од големите, покрупните луѓе од Асном, како Киро Лигоров. Любчо Арсов е наследник на Тодор Лазаров, кој му е дедот Чичко му е, кој е еден од основачите на ВМРО, но тој така со малите народи, се е некако поврзано. Господине, Штип има богата традиција так, и исклучително силно поврзано со организацијата и со македонската историја. Так. Јас ги читам вашите колумни и често пати успеам да се обидам да донесам еден заклучок врз ставовите кои вие сте и политичар, а некако во Македонија околу ставовите политичарите не се прославија, повеќе со промената на ставовите отколку со конзистентност на ставовите, но се обидувате или пласирате ставови кои се демохристијански, кои имаат поголема морална вредност или кои имаат некаква патока за посттранзицијските генерации. А од друга страна имаме едно потрошувачко општество која има гол рационалитет, каде што емоциите многу слабо или не се наповедок освен како маркетиншки профил. Сметате ли дека најдувате на разбирање кај читателите? Вака сега како вие како колумниста, јас како новинар. Да, одлично прашање. Видите, колумната е личен став. Ја обично она што го чувствувам, тоа го пишувам. И точно е дека пишувам повеќе идеолошки теми, точно е дека повеќе пишувам за теми кои се над секојдневниот живот. Меѓутоа мислам дека од некаде мораме да почнеме да работиме на моралниот кредибилитет на личностите кои се обидуваме да бидеме репрезенти и на политики или на ставови или било на каков начин да делуваме на креирање на јавното мнение, мислење. Веќе мислам дека во последниот период, посебно последниве децении, моралот е страшно симнат и опаднат и на некој начин пораките кои се испраќаат врз база на добиени сознанија од анкети или претходно создадено расположение, и тоа кога го испраќаат порака иста како она на претходно создаденото расположение, на мене не ми личи на лидерска или на порака на креирање на мислење, туку на ловење поени и одварање на електоратот. Јас одбрав малку поинаков пат, го одбрав потешкиот пат. Тоа е патот да го искажам мислењето, да искажам визијата, да ги презентирам на најдобар начин што можам аргументите, а дали во моментот тоа ќе добие широка поддршка и тоа ќе се случи малце покасно, за мене е ирелевантно во моментот кога пишувам. Мислам дека таа подкрепа од граѓаните ќе дојде нужно, бидејќи она што го пишувам е пишана трага, од тоа не можам да се откажам. Она што го говораме снимена трага и исто така не можеш да се откажеш. Знаете, ние стануваме робови на перото и робови на зборот на оно што сме го искажале. И ако сакаме да градиме политики врз база на морални принципи и вредности, ние мораме да ги запазиме или да видиме да имаме конзистентност во ставовите кои ги искажуваме. Многу едноставно е да се менуваат ставовите според дневната политика. До така држава не се гради. Држава се гради со долгорочна стратегија, баш во тие колумни имав напишано на таква колумна каде што противник сте на клиентелизмот во сопствената партија. Жесток противник сум воопшто на македонскиот инат, немањето доволно разум,
клиентелизмот во политичкиот систем, не само во ВМРО ДПМН, и во политичките партии сите. Жесток противник сум на користењето на емоционален пристап при донесување на заклучоци, посебно големи крупни политички заклучоци. И најмногу се застапувам за промовирање на базичните, фундаменталните вредности и на македонската традиција, на македонското општество и на она што го имаме наследено од организацијата, тоа е од историското ВМРО, бидејќи за мене пораките кои се оставени од минатото се порта кон иднината и многу лесно е јас да дојдам денес во Штип и да кажам дека ние кога ќе дојдеме на власт ќе направиме не знам, во Штип ќе донесиме инвестиција од 50 милиони евра или ќе ветам Бог знае какво друго ветување. Но многу потешко е да го констатираме проблемот на Штип или на Источна Македонија, да констатираме падот на моралниот систем на вредности, да ја констатираме причината за масовното иселување на Источна Македонија, да најдеме алтернатива решение на тие прашања и да ги понудиме на политичка сцена. Што е нормален политички живот во поразвиените демократии? Најнормално. И мислам дека најмногу ми смета политиката на патриоти и предавници. Знаете, Македонишец суштенде. Тоа е еден голем проблем. Сега ќе сакам да навлезам малце базично во тој проблем. Ние сме општество на граѓани кои се хранат од својот труд, кои немаат наследено привилегии, не немаме плава, имаме многу црвена аристократија која за жал ше функционира, немаме плава аристократија, немаме наследено богатство од наш вековен државен опстојување на наша држава, па да можеме да си допуштиме поинаков тип на политики. Живееме од својот труд и како граѓани кои се обседнати како да преживеат секојдневно во секојдневните предизвици, премногу на некој начин се чувствуваме инфериорно кон личности кои предводат интелектуално, бизнис или на било кој начин. Погрешниот патриотизам, односно пропаганди, создадува еден мит, односно една улога во општеството патриот. И сега, знаете, ако вие немате... Која бројка припадност на одредена политичка партија само по тоа си патриот. Ништо не ти треба друго. За жал, ако реализацијата е послаба на другите полиња, персонална и така натака, општествената улога патриот и те како ти годи. И во тој момент, како идентификација, кога добиваш ти функција, во наводници кажано патриот, ти започнуваш секој оној кој размислува различно од тебе да го идентификуваш како предавник. И на тој начин ние предизвикавме страшна поделба во македонското општество. Кај сме поделени во илјадници, по изгледничи слоеви, уште фалеше згора на тоа да накалемиме поделба на патриоти и предавници. И таа политика на патриоти и предавници нас ни создаде таква атмосфера на антагонизам, да различната политичка припадност се прифати како предавнички чин да биде доволно да се откаже брат од брат или татко од син. Или во иста политичка партија различно мислење да биде протокувано како предавство или работење за некои си страни центри на моќта или разноразни теории на заговор. Знаете дека јас сум носител на една таква идеја во ВМРО ДПМН, тоа беа реформите во ВМРО ДПМН, кои се уште жив процес и на кои обстојуваме да бидат вистински прифатени и разберени. Идејата за демократизација на функционирањето на општинските комитети беше прифатена како врв на предавништво. Денес, кога одам по општинските комитети, истата таа идеја целосно е прифаќена сите шови на општинските комитети. И дискутираме нормално за истото она. Нема веќе предавници. За истото она за кое пред година дена кога јас на истава телевизија настапив и кажав дека е добро штипјани да одлучуваат за Штип, за да не доживееме таква загуба на изборите како што доживеавме. И заради тој избор јас бев прогласен за предавник, а денес истото тоа кога сме соочени со реалноста, она што го предвидовме се случи, се обидовме да го спречиме тој пораст на локалните избори навремено. Навремено да им дадеме на луѓето да одлучуваат за себе и да ги кандидираат луѓето ги чувствуваат блиски кон себе и добри за своите градови. Сега денеска гледаме дека
не смета на никого, напротив, веќе имаме носители на тие идеи нови, што ја го поздравувам. Вие рековте процесот, морам да се надоржам драматурски на вашата изјава, велите процесот на реформи во вашата партија е се уште жив и се развива. Иако печатокот кај многумина е дека поради големите теми кои се валкаат сега секојдневни, некако тоа е во сенка. Така или не? Не е така, бидејќи ВМРО ДПМН е еден чуден организам, кој, да речем, е доста силен аргумент, не само аргумент, него доста силно својство на партијата, секогаш да се враќа и да победува врз политичките конкуренти. А тоа е капацитетноста и во историски моменти и во големи одлуки, како што се наоѓаме денес, сепак во партијата да има капацитет да се зборува и за уредување на внатре-партиските работи. Ја мислам дека во општинските комитети само пред недела дена само што пристигна новиот статут на партијата на разгледување. А веќе е стигнат? Да, мислам дека во Штип веќе го разгледуваат. Така да во оваа ситуација партијата има капацитет и да работи на своето нова поставеност, внатрешно уредување, на новите правила на игра внатре-партиски и во исто време да гради надворешно политички или општо ставови од општо државен карактер. Не донесува тоа организацијски проблеми, бидејќи реформите заедно со крупните одлуки денес? Не донесува, бидејќи имаме разбирање, меѓусебно разбирање. Секоја одлука треба да биде донесена во вистински момент. И секој процес треба да започне во вистински момент. Вие знаете, Наполеон кажал, тајмингот е најбитен. Так. Во таа смисла, ако било потребно да се случи некој процес на реизбор на органите и телата на партијата, а при тоа да почекаат новите правила кои треба да не затекна во една стабилна состојба, каде што докога ги воспоставиме пред генерален реизбор, а луѓето се навикнати на старите правила, може да предизвика непријатности во функционирањето на партијата. Но сепак тоа е методологија, не заменува целта. Апсолутно, значи методологијата е меѓусебно, прво имаме меѓусебно разбирање за аргументите, тоа разбирање резултира со успешно спроведување на она што го зборувавме. Генералниот реизбор се случи. Точно е дека огромен дел од истите лица се реизбрани, меѓутоа се смета дека тие лица имаат капацитет да го прифатат новиот статут на партијата, кој се надеваме ќе го добие оној прав облик на врвна демократска организирана партија, ќе биде императив за другите политички партии. Новиот статут, новите правила и старите кадри да ги спроведат правилата од новиот статут, не значи гаранција за нив дека не старите кадри, во суштина новиот статут ќе предизвика нужно реизбор на телата на или легитимитет на постоечките. Меѓутоа, поради реизборот на нов претседател на партијата, беше нужно потребно стабилизирање на органите и телата на партијата во период од 3 до 6 месеци, па да се влезе во процес на донесување на целосно новата поставеност на партијата. Господин Богојски, велите да разговараме за фундаментите, а другите са повеќе или помалку технички работи. Јас се обидам вака да го поделам нашиот разговор понатаму. Терминологија која најмногу се употребува последните 5-6 месеца, имаме еден голем број на луѓе кои се нарекуваат аналитичари, се европски вредности. Јас во две ваши колумни се обидав да направам логичен след на она што вие го нарекувате европски вредности, инаку кај нас се уште под европски вредности го прифаќаме по плата 3000 евра и равноправност на граѓаните во кое што нема да те суди кадија, те тужи кадија те суди, и онака наше еуфемистички како што го прифаќаме. Вие во вашата колумна велите вака: прифаќањето на европските вредности за кои што велиме е половина пат до прифаќањето на процедуралните вредности, процедуралните постапки при нашето членство во европските и НАТО асоциации. Ве молам да го пообјасните. Имав една друга колумна која вика неразумни очекувања. Да знаеме. Така, затоа велам да ги објасниме што се тоа европски вредности кои носат. Убаво е да знаеме следно. Неспорно е дека Македонија нема друга алтернатива, освен полноправно членство во НАТО и во ЕУ. Да влеземе во клубот со најразвиените, најбогатите, најстабилните, најбезбедните држави во светот.
И добро е што тие сакаат да бидеме дел од нивниот клуб. Веќе не може да каже дека не сакаме да се дружиме со вас. Тоа е наш клуб. Во таа смисла ние мораме да направиме се да се дружиме со најдобрите. Како секојдневно во животот. Но треба да знаеме дека таму има правила. Правила на игра кои апсолутно стриктно се почитуваат. И нашиот балкански менталитет, доколку не евалуира и не биде подготвен да ги готне, да ги прифати тие правила и да започне да ги практикува во секојдневното поведение, ние не можеме да бидеме дел од тој клуб. Дури и да бидеме, ќе бидеме лоши. Ќе бидеме лоши членови на клубот и ќе бидеме покажани со прст дека сме лоши и правиме штета на нивниот развој. На тој начин ќе ограничиме нашиот развој. А од друга страна треба да знаеме дека станува збор за капиталистичко општество, поточно за функционална пазарна економија. Во функционална пазарна економија нема простор за очекување дека некој на нас ќе ни поклони милиони или илјадници евра плата или дека некој на нас ќе ни ги реши семејните секојдневни проблеми. Дојде животот. Бидејќи тоа е огромното разочарување како феномен, го нарекувам големото разочарување кој феномен се случи во земјите кои влегува во Европската унија, Хрватска, Бугарија, Романија. Така. Тој феномен се уште се лекува во тие општества и добро е да превенираме од сега во Македонија пред влезот во Европската унија да не се случи и нас истиот тој феномен, да бидеме на чисто, дека повторно нашиот труд, од нашата умешност, од нашата иницијатива лична, персонална, семејна, ќе зависи колку ние ќе имаме дома. Тоа Европа нема да го уреди. Тоа Европа нема да го поклони. Ние нашите очекувања мора да бидат реалистични, за не ни се случи големото разочарување. Од друга страна, добивме во последно време желба на некои политички субјекти или, како да кажам, некои политички активисти кои се обидуваат да ќарат на тешката судбина на македонскиот народ, секогаш придобивките најскапо да ги плаќа. Емоционалниот однос кон тоа. Точно, оваа состојба во која денес се наоѓаме, се обидува да искористат и при тоа да добијат политички поени и да соберат приврзаници, при тоа нудејќи некои други алтернативи. Јас еднаш напишав. Нудејќи, простите господин Боевски, вие велите нудејќи некои алтернативи. На политичката сцена во Македонија се уште немаме барем профилирано алтернатива. Не имаме проблем со популистичка презентација на правците, но алтернатива не видовме од една политичка и вие сами велите Европа и НАТО. СДСМ вели Европа и НАТО. Сега сет политичкиот спектар вели така. А немаме алтернатива. Само имаме различно толкување. Во светот функционираат 4-5 широки блокови кои културолошки си припаѓаат. На нас не се далечни азискиот, на нас не е далечен арапскиот, на нас не се најблиску двата најприсутни, тоа е европскиот, кој се стремиме, и бивше советскиот или денешно рускиот блок кој го создава како некаква Евразијска унија. Она кое е битно е да споредиме факти, не што ние добиваме како пораки од лажни вести, него да ги споредиме фактите. Кај се живее побаво? Во Белгија или во Белорусија? Или кај ни одат деца? Во Португалија или во Казахстан? Во Узбекистан или во Франција? И така ќе најдеме решението на сите наши дилеми. Второ, нашите деца не заминуваат на печалба или не заминуваат да живеат во Узбекистан, туку заминуваат да живеат во УСА, во Канада, премногу далеку за жал, голем дел во Германија, Италија, Шпанија. Во таа смисла, ние веќе и културолошки се идентификуваме многу поблиску со Западна Европа и со европскиот свет. И ние мораме да разбериме дека дефокусирањето на јавноста или обидот за промовирање на лажни вести само ни троши време на македонците. Да го изгубиме патот заради повторно туѓи бели дворови. Значи, буквално е така. Ние секогаш сме жртви на страна кампања која работи за туѓи бели дворови, а ние го губиме нашиот македонски пат и интерес. Е последната македонска трагедија која ни се случи, која има страшни последици врз нас, па и врз Штрп вие имате жртви на таа трагедија, тоа е гејската трагедија. Ние доживеавме трагедија токму ради тоа што потпаднавме под лажни вести, потпаднавме под влијание на комунистичка кампања,
која на грбот на македонскиот народ од Егејска Македонија сакаше да оствари своји големо советски интереси и на тој начин македонскиот народ од Егејска Македонија го жртвуваше. Луѓето изгубија фамилии, изгубивме десетици, ако не повеќе 100.000 македонци. Ние изгубивме, децата ги изгубија своите мајки или со мајките своите деца. Голема трагедија. И до ден денеска имаме последици од таа трагедија, само ради погрешно донесени одлуки, базирани на лажни вести кои работат за туѓи бели дворови. Заради тоа мораме да се посветиме. Не многу да анализираме колку му било тешко на Милошевиќ, што го бомбардирал НАТО, или колку било тешко на Гадафи. Јас сум, пак ќе повторам, и сум покажал, јас сум себичен македонец и го ме интересира само македонскиот национален интерес. И неговата држава, сека. Воопшто не ме интересира милошевизмот или гадевизмот. Ме интересира НАТО и Македонија, а не НАТО и другите односи. Кажете една многу интересна тема за која што не мислев да разговараме овој разговор, но како дебата во Македонија еднаш ќе мора да почне да се разговара, а тоа е инкорпорацијата на нашите македонци, сограѓани, сонародници од Егејска Македонија, кои веќе тоа доаѓа 50 на години, се уште имаме нишка на егејци, на ментален склоп кој е поразличен, не спротивен во однос на врдарците, и на тоа се движиме како на роднокрајна основа. На вас се егејците, на вас се овие што раѓа една уште што произведува уште една поделба во македонскиот народ која не е лоша. Од тие многу слојните. Така е, затоа што не разговараме за тоа дека ние сме ист народ. Ама тоа е исто како да зборуваме охридски или штипски дијалект. Така, така. Сосема нормално е луѓе кои живееле или растеле во Ама требаше да се разговара друг дел од Македонија, во друга област на Македонија, зборувале на малце поинаков дијалект, користеле малце поинаква народна носија, сосема нормално е, па ние се разликуваме и од источна западна Македонија, македонци. Така, господин Грски. Така да мислам дека тој тип на расслојување на македонското население е апсолутно неприфатлив. И не сметате ли дека политичките партии во својата безпоштедна борба треба да имаат црвени линии во кои што некои работи не смеат да се употребуваат? Како ферплей во кој што не треба да се употребуваат? Намерно ја поставува тема која не треба да се употребува. Се согласувам дека емоциите на граѓаните не треба да бидат предмет на дневно политичко пазарење или дневно политички политики на било која партија, вклучувајќи и мојата ВМРО да помогне. Апсолутно дека емоциите на граѓаните треба да ги лекуваме и да помагаме, а не да ги злоупотребуваме за политички интереси. Да се вратиме кога го одминавме фундаментот за кој што вие зборувате, тоа се европските вредности кои недвосмислено не само што припагаме и што се стремиме таму, они се нужни и за нашиот опстанок. Нека остане ова како моја констатација. Во овој момент во Македонија имаме две работи за кои што се покажуваат односот кон тие европски вредности. Едната е формална, втората е суштинска, тоест политичка, суштинска да ќе се одлучат граѓаните. Ајде вака да видиме сега. Суштинска, тоест политичката прагма во овој момент е разликата помеѓу партиите на политичко ниво во односо на нашиот пат кон Европа. Значи, дали нешто е предавничко или нешто е успешно е политичка оценка. Како вие го оценувате состојбата во Македонија визави она што го рековте, јас себе си земам ореол за патриот, а ти веднаш си предавник? Прво треба да си ја познаваме својата идеолошка матрица и својата партија, па да му судиме на другиот. Да го уредиме собствениот двор, па да погледаме дворот на комшијата. Многу убаво нашиот народ има многу повелки убаво кажани. Во таа смисла, СДСМ е наследник на комунизмот и на комунистичкиот систем на уредување. И ги, веројатно, во нив се уште има влијание начинот на размислување или семејствата кои традиционално, подржувајќи го тој блок, останале да бидат активисти на СДСМ. Во ВМРО ДПМН ситуацијата е малце во моментот збунувачка од аспект на тоа дека ние еден период промовиравме движење кое е исклучително опасно за една политичка организација. Особено за мали држави и мали народи. Која значи крајниот резултат на постојање на политичка идеологија или организација е движење. Ја не сакам моето ВМРО ДПМН да има крајен резултат сега. Сакам да обстои уште долги години и нашите деца да го имаат. Кога постане движење, значи дека вредностните системи ги прифатаат најголемиот број од граѓаните, така?
А тоа е буквално за демократијата неможно. Или сме изгубиле матрицата, или сме проширили до таа смисла да биде непрепознатливо. Така. Треба да бидеме најасно дека ние се повикуваме традициите на старото ВМРО, на она организација која за секогаш и не пропуштава можност во најтешките моменти и во светските војни да се себежртвуваат илјадници македонски дејци за идејата за македонска државност. И како собрание на македонскиот народ. Како организација. Повеќе како собрание. Ние како ВМРО-вци па и како македонци имаме една врвна вредност, тоа е македонска државност. Таа ни е број 1. Модерното време и пустошот економски кој го направи оваа земја ја наметна на второ место да биде жива државност. А тоа е да не останеме без популација, без население. Чугу ти е држава ако ние поисточна Македонија имаме празна и немаме ни еден млад човек тука присутен во Штип или во, да не зборам, во малите места како Пехчево или Каменица и така натака. Ние од друга страна имаме апсолутни вредности кои ги носиме во целиот период на действување. Тоа е слобода и човечки празени. Ние не можеме и не прифаќаме систем во кој се уништува слободата на индивидуалистот и се газа човечките правдени на луѓето. Затоа сме востанале уште пред веки нешто. Господин Богојски, вие зборувате за преговорите отварање на 23 и 24, па во суштина тоа е европските вредности што е едностни вредности. Апсолутно е така. И сме горди што како македонци идејата на организацијата ни е автентична, домашна. Не сме увезени ни од исток ни од запад. Таа се родила тука во Македонија, таа е автентична и таа идеја не води до денес. И ние, ако ја напуштиме таа идеја и ако прифатиме друго поведение, поинакви вредности, ако ние почнеме да практикуваме политики која сузбиваат слободата и човечките правдени, тоа ќе не уништи. Бидејќи не сме тоа ние, тоа не е природно од нас. Ние мораме она што го зборуваме, ветуваме и она што е наша идеологија да го практикуваме. Нема Сваровски судија, судство Сваровски судија заедно со идеалите на ВМРО. За жал нема. Так. Или за среќа. И во таа смисла ние мораме да разбереме едно. Десницата, односно ВМРО, е носител на прозападната ориентација во земјата. Првата партија која во својот статут ја стави европската интеграцијата во НАТО и во ЕУ, во својот статут беше ВМРО ДПМН. Првата политичка партија која 93 година поднесе декларација во Македонското собрание за да се побара државата да аплицира за полноправно членство во НАТО е ВМРО ДПМН. Партијата чиј представник, лидер, го подпиша договорот за асоциација и стабилизација, прв договор со Европската унија, е ВМРО ДПМН. Сите процеси ги започнува ВМРО ДПМН. И во таа смисла ние треба да разбериме, да се спознаеме партијата, дека политика која е надвор од евроатлантските процеси е политика испротивна на нашиот статут и испротивна на нашата програма. Треба да разбереме дека ние сме носители на идејата или се повикуваме на дејците кои ги изгубија животите, кои лежеа по 15, 20 и 30 години затвор во комунизмот, токму ради тие западноевропски вредности. И ние не можеме да направиме ништо поинаку и не смееме да направиме ништо поинаку од она што го наследуваме, она што денес го создаваме и она што нуди нормална иднина на нашите деца. А таа европска перспектива е единствена алтернатива за да нашите деца не да му даде некој пари, со тоа не се согласувам со Вен која спомнавте колумната. Само во тој дел не се согласувам со него. Он мисли дека ние како неработници чекаме да ни даде Европа пари, па на тоа... Тоа сликата која ја перцепираме денеска сите. Тоа е негова слика, јас се респектирам во целост, но не мора да ја прифатам. И јас мислам дека нашите деца не чекаат и ние не сакаме за нашите деца да добијат гратисно некои пари од Европа. Туку сакаме да добијат исти можности, исти можности за да иста шанса да се напреваруваат и со тие од Англија, и со тие од Германија, и со тие од Шпанија, за да имаат нормален живот. Ништо повеќе од така. Господин Богојски, велите, идеологијата од која што произлегуваат процеси до достигнување на вредности на една идеолошка матрица е светлоста, целта до кај треба да се стигне. Затоа политичките партии, освен дневно политичкото маневрирање, мора да имаат најчесто цврсти ставови за оно што ги привлекуваат луѓето. Сега, членовите на партијата
граѓаните на Македонија последните 3-4 месеца, може и повеќе, се збунети од неконзистентноста на ставовите на врвот на партијата. Подпредседателот вели, еден подпредседателот вели, ние ќе разговараме повторно со Грција, председателот упатува пораки кои се така светоназорни, меѓутоа се не премногу конкретни, и сето тоа донесува забуна. Ви велите дека за да се води нешто треба да му се каже јасна цел и јасна светлост. Имаме ли забуна овде? Не станува збор за забуна. Станува збор за одлука за најтешкото прашање. И станува збор за период на најсилни емоции. Начинот на кој се влезе во тој процес беше многу наивен и аматерски. И тоа предизвика оправдано буниво кај граѓаните. Секој има право да биде загрижен за себе, за своето семејство и на крајот за својата држава. Ако вие добивате секојдневно пораки од разноразни емисари, дека Македонија ќе нема, дека ние ќе изгубиме се што постои, дека ние ќе останеме и без држава, и без леп, и без перспектива за идните поколенија. Нормално е загриженоста не да опаѓа или тензијата да опаѓа, туку да расте. И ние сме за жал во еден таков процес на не смирување на срце, туку обратно, пораст на страстите. И повторно ќе се вратам на почеток што го кажав, повторно расудуваме со емоции и повторно напред го ставаме македонскиот инат. И тврдиме дека ние тврдиме дека со игва ќе убиеме мечка. Со игва мечка не се убива. Треба да дојде период кога ќе воспоставиме доволно капацитети на македонската држава да може да стане себеодржлива и да може да се спротистави на мечката која напаѓа. Во таа смисла, Грција е мечката во овој момент, да не се лажеме. Грција, некој вика, проблемот со Грција е 28-30 години, не е така. Проблемот со Грција е повеќе од неколку векови стар. Проблемот со Грција се провлекуваат од историјата каде што Грција или грчкиот национализам никогаш не прифатил постоење на прво сослужение на нашиот словенски јазик во црквата, па до ден денеска не прифаќање на постоење на македонска државност. Тој проблем беше дополнително испровоциран со трагедиите, колежите и палежите за балканските војни, светските војни и она што го спомнав, граѓанската војна во Грција. Сето тоа оправдано на македонските граѓани им носи причина за силни емоции. Сега кога се наоѓаме во таква една ситуација, треба да знаеме дека се обидуваме да размислуваме. За разлика од некои политичари од претходно, од ВМРО ДПМН, кои сметаат дека треба некои работи да бидат далеко од очите на јавноста и никој не заслужува да му биде вратен одговор, јас сметам пообратно. Дека секој што ми напишал на Facebook заслужува да му вратам порака, да му вратам одговор на негово прашање, и мои дилеми и разговори да ги отворам јавно, за да може граѓаните да ми дадат и ум и разум како да одиме понатаму. Тоа е суштината на интерактивниот однос на политиката. Некои викаат тоа е современ начин на комуникација меѓу политичари и граѓаните. Па некои викаат не ги слушате граѓаните. Па кој друг начин да ги слушаш граѓаните ако немаш отворена јавна интеракција со нив? Нема друг начин на слушање на граѓаните. И во таа смисла дел од тие размислувања кои излегуваат во јавноста се обид да се отвори дебата по јавни прашања. Дали решение за името во овој момент е позитивно или негативно за Македонија, па до детали во тоа решение, детали од формата на договорот, начинот на кој тоа треба да се имплементираат, гаранциите за Македонија за и евроатлантските интеграции. Понатаму имаме прашање до чисто технички карактер, од проблемот со референдумското прашање, од проблемот со начинот на имплементација или идејата на референдум која е базично наша. Ние како политичка партија промовиравме дека ова прашање е толку крупно и толку значајно и ја одлучува не само и нината, јас викам и судбината на македонците, македонскиот народ и македонската држава, дека мора граѓаните да одлучуваат за тоа. Има други аргументи против референдумот, кои викаат нема потреба на референдум. Подолу политичарите да не се кријат зад граѓаните, нека ја донесат одлуката храбро они
Така, и нека ги жртвуваат политичките кариери, но после тоа, кога ќе се создаде во Македонија услови да ја отепаме мечката, во наводници кажано, ќе можеме полесно да возвратиме некои историски процеси, отколку со референдумски изјаснување. Бидејќи одлуката на народот има далеку посилна тежина од одлуката на парламентот. Некој си парламентарен состав. И во таа смисла има десетици, стотици аргументи за или против некое прашање. И секоја политичка партија, како што е ВМРО ДПМН, особено сериозен политички субјект, нормално е да анализира, да размислува, за да не сгреши и да не Премногу влогот е голем за да има децидни одлуки. Но никако не смееме да оставиме надвор од решението, односно не смееме да бидеме на погрешната страна на историјата. Ние мораме да бидеме и не само да бидеме, туку да ја креираме правата страна на историјата. Ова е многу важна работа што рековте, да се креирали, да се водат процесите. Од Европа ни кажуваат оние кои навистина го разбираат, освен политичарите кои читаат говори, велат вака, објаснете му на вашиот народ дека решенијата во контекст се многу полесни отколку надвор од тоа, дека како членка на една асоциација можете да ги реализирате своите потреби, своето место да го афирмирате, отколку да бидете надвор. Па еве, пример македонскиот јазик, сега е официјален јазик само во Република Македонија, доколку станеме полноправна членка на ЕУ, ќе биде официјален јазик на нешто над 400 милиони луѓе. Ќе стане официјален јазик на Европската унија и ќе се користи официјално во Брисел. Така, инаку ние и вие и јас надвор од Македонија користиме во превод или хрватски или бугарски. Сега најголемиот проблем е во некој решение кој веројатно е кусогледост на тие преговори и тие решенија, од типот на барање на грчки представник да треба да појаснам за каков тип на Македонија станува збор. Но на мене, верувам дека ќе биде многу полесно да објаснам за каков тип на Македонија станува збор како член, како човек член на Европската унија, како мојата земја член на Европската унија и членка на НАТО, или да си околу да објаснам денес. Така. И така натака. Тоа беше во таа смисла имаме од една страна многу аргументи за. Од друга страна имаме голема жртва, која не смем да ја запоставам денес. И сакам да споменам. Ние треба да влеземе во процес во кој го менуваме името на државата. Многу често тоа се дел од аналитичарите, политичарите, интелектуалците тврдат дека е санкционирање на реалноста, дека ние сме северен дел од Македонија. Од друга страна, нашата емотивност кон тоа прашање и она што сакаме да се запази е Република Македонија. 100 години го градиме тој мит веќе. И на крајот на кришата имаме проблем и правичен проблем е тој. Секојаш Македонија и Македонија се плаќа најскапа цена за било што визави сите други наши соседи или било кој друг од Европа. Кој ги прашаш неф и тие велат исто. И таа е вистината. Но доколку си во ситуација да избериш помеѓу држава со ново име или име без држава, е веќе прашање и момент на размислување. Цената која ни ја нудате превисока и сега треба да одлучиме како народ дали ќе платиме или не. И јас мислам дека премногу тешко е на тоа прашање да се одговори директно и затоа тука е поентата што во партијата се евалуираат сите можни аргументи за да се насочи енергијата и да се насочи одлуката на граѓаните на прав пат и на прав павец, како би ги заштитиле најмногу македонските национални интереси, за да не се случи повторна трагедија како она што спомнавме. Така. Се, последно прашање, господин Боговски. Се се ова фундаменти кои се засновуваат, да се викаат фундаменти, нели? Врз морални, политички, социјални, психолошки основи. Вие сами рековте дека еден дел од европските вредности е прагматичноста, процедуралноста, бидејќи различните токови, различностите во Европа може да се спојат само низ однапред позната патека. Мене лично, затоа се спремам да ве прашам, во Македонија како да се измести дилемата.
И овде зборуваме за договорот со Грција, спогодбата со Република Грција, зборуваме за незините предности, губењето, емоционалната однос кон сето тоа, но имаме едно друго прашање за кое што јас барем сметам дека не разговараме. Ние немаме веќе спор со Грција, колку да тоа изгледа во овој момент, спротивно на што го чувствуваме секој ден, имаме два документа. Зборувам чисто за процедура за која што ќе мора да одговориме. Вака или онака. Имаме два документа. Едниот е покана за почеток на преговорите со тој дел со НАТО, во кој што ќе добиеме покана за полноправно членство во почетокот на јуни идната година, е документ во кој што има 29 члена. Во него е точно наведено што ние треба да направиме, што ќе ни одговори на најмокната асоциација во светот, иако таму никаде нема што ќе биде ако ние не го направиме тоа. Доколку сакаме, тоа треба да наведе. Столтенберг ни кажа, завршете ја вашата домашна задача. Сега, овде ми е прашањето, после другото за Европа ќе ве прашам. Таму е подписник на тој документ се намокните земји на светот кои ние се стремиме. Така, ова е правно, процедурално, меѓутоа и политичко прашање. Немаме, овде не се споменува дали ние повторно ќе преговараме со Грција или не. Ова е земи или остави, како што функционира западната демократија. Овде дилемата на граѓаните да ја кажеме. Повелете, вие сте заменик генерален секретар. Тој процес е делимично откочен, условно би кажал откочен, со согласноста на Грција пред ратификација а по донесување на законово собрание за прифаќање на тој договор со Грција, нели пред ратификација официјално од двете држави, пред се од грчката држава, да се согласат да започнеме преговори со Европската унија и НАТО. За жал, тука владата покажа апсолутна неспособност да издействува побрз влез во НАТО и во ЕУ, со тоа што ние бевме сериозно затекнати и непријатно изненадени сите граѓани, со тоа што Европската унија го одложи почетокот на преговорите со Македонија за не бевме затекнати, тоа се процедури канев. Ние имаме популистичка пропаганда кој ни велеше дека нема така да биде. Меѓутоа е она што е суштински е во НАТО процедурата, дека ме прашавте конкретно. Тоа е дека во овој момент Македонија со НАТО изработуваат пристапен протокол. Тој пристапен протокол, јас пошто работам во Министерството за одбрана, знаам дека може да се изготви само за неколку недели, бидејќи ние секоја година апгрейдуваме нов и нов годишен план за членство во НАТО. Граѓаните многу ги мачат дилеми, што добиваме, а што губиме од НАТО. Морам да кажам, тука биме на чисто. Губиме нешто по 2 милиони евра годишно, кои ги плаќаме во заедничкиот буџет на одбраната на НАТО. Иако по порталите имаш дека треба да платиме 200 милиона, не знаеки нешто по 2. По 2 е нашата контрибуција. Да не имам некоја можеби се некои нови, да има нови формули во самото НАТО, но она што беа околу 2 милиона, што беа контрибуцијата кон членството. Во последнава година проценки, контрибуцијата е околу нешто по 2 милиони евра, а од друга страна добиваме апсолутно најефтина заштита и безбедност. Сме дел од најсилниот безбедносен систем во светот, сме дел од најсилното друштво, од најорганизираните армии во светот, со тоа нашата армија ќе добие шанса да биде исто така дел од едно од најдобро организираните армии. Тоа е неспоредливо што губиме, што добиваме. Тука дилемата мислам дека непотребно се отвара. Но добро да се разговара пред граѓаните за да разберат, бидејќи повторно лажните вести шират други вести. Но мора да знаеме дека влезот во НАТО е повторно условен. Ние и да го завршиме пристапниот протокол. Доколку не се случи ратификација од страна на Грција на договорот, односно и успешноста кај нас нели на ратификацијата, тогаш во тој случај нашата покана ќе остане така, условена и нереализирана. Мене нешто друго ме загрижува најмногу. Ова евроатлантска агенда во Македонија е загрозена од повеќе процеси. Надворешни влијанија, интереси, лажни вести и така натака. Но дел од последното поведение кој го покажува владата и коруптивните скандали на кои сме сведоци последниве 3-4 месеци, според мене има драстично посилно негативно влијание и дури го загрозуваат евроатлантскиот пакт интеграција на земјата, отколку било кои други лажни вести. Бидејќи
Борбата против корупцијата на агендата ќе биде многу повисока од колку што е сега. Видете, сензитивноста на граѓаните е многу поголема. СДСМ ветуваше многу во тој поглед. СДСМ дојде на власт со тие ветувања и обвинувања кон ВМРО ДПМН. Ако очекувањата на граѓаните ги дигнаа на тој ниво, во тој поглед, е апсолутно неприфатливо она што ни се случува со неколку министри на СДСМ или други. Така, да биде исто. Или на тој начин. Па ако разговараш со луѓе кои работат во администрацијата, на многу места и полошо. И сега ако ние сме сведоци на практикување на нешто против кое сме они биле пред се и они го промовирале тоа, а тие ги прифатиле практики кои биле најнападнати, ние доаѓаме до едно големо разочарување помеѓу сите луѓе и на тој начин репрезентите на тој договор, на тие еве владата гледам некои одржа пресконференции каде што ја го проведеше референдумот. Самата влада рушејќи ја довербата кон себе прави да не успее евроатлантската агенда во земјата. И во таа смисла мислам дека колку да е добро тоа за нас како опозиција, како ВМРО ДПМН, и колку и да тоа ни дава шанса за државата. Прави катастрофална штета за државата. Но од прашањето не ми беше тоа. Ние си ја вртиме разговорите околу како ние да сме центар на светот и од нас да зависи. Не зависи, барем јас така мислам, ќе ве замолам за вашето мислење. Европа почна со готувањето на годишниот извештај, тоест НАТО. Документи кои тие ги спремат во кои што вложуваат средства, експерти и така натаму. И сега ние некаде во крајот септември кажеме не сакаме поради овој договор да влегуваме во Европа. Европа правна процедура за ваква состојба нема. Значи според вас што ни следува нам? Враќање на партнерство за мир? Раскинување, враќање на не постои правна постапка кај што може да не вратат или статус кво. А статус кво не постои во правници. Што значи тоа? Во поглед на европските институции или НАТО, најмалку болно или најмалку болен статус ќе биде статус кво. Така е. Она истото што имаме денес. Со можност за многу посериозни последици. Меѓутоа, она што може да го распарчи македонското општество знатре, и држава. Тоа е неспорниот факт за кохезивноста и огромната обединувачка сила на евроатлантската агенда во македонското општество, кој е повеќе слојно. Кажавме дека македонците сме поделени во десетици слоеви, па сега можеме да кажеме дека во Македонија имаме огромни националности, национални малцинства, луѓе кои не се идентификуваат во целост со Македонија. И сето тоа, сета таа манџа, сето тој хаос, на некој начин се обединува и се насочува со евроатлантската перспектива и агенда. Ако изгубиме таа перспектива и агенда, јас се плашам дека можеме сериозно да изгубиме македонската држава. Мораме на граѓаните, барем вие мое да го поттикнем одговорот, а ваше да го кажете, да им кажеме да не се плашат од некакви страшни апокалипси, но Европа непоимливо е за досега, барем немаат механизам во кој што ќе не превенираат доколку кажеме не. Бидејќи да се потсетиме ние толку години чукаме на нивната врата, поднесуваме на низа на документи и сега во овој момент ќе кажеме не, бидејќи нив рационално не ги интересира за тоа колку ние емоции имаме према името, но тоа е за НАТО. Мој личен став е дека граѓаните треба да донесат заклучок. Така е. Но единствен начин граѓаните да одлучат непосредно се избори и референдум. Така. Граѓаните, тој мој став, и ја го кажав преки на и други ставови. Донесувањето на ставот на граѓаните мора да биде задолжително за сите политичари, безсомнено. Доколку граѓаните не донесат одлука, тогаш одлуката ја оставаме на грз луѓе, грз пратеници. Така е. И они се представници граѓаните, така, али тоа е веќе посреден начин на одлучување. Тоа што го изјави Што е подобро, едно или друго, треба да размисли секој тренувајќи од себе си и треба да ги завршиме анализите кои се последиците и по земјата, и по партијата, и по граѓаните, и по перспективите и да излеземе со јасни ставови во тој поле.
Тоа беше за НАТО, Европската унија и исто, идентично, бидејќи документите во својот дух не се многу разликуваат, но имаме една друга работа, Европа, според она што тие го имаат, она што ни го сега започна да скрени процесот, нема да има, според изјавите на нивните представници, нема да има мирување, како што рековме, се прекинува процесот, туку прашање дали ќе го задржиме и кандидатскиот статус. Јас сум овде во медиумот само да ве замолам за ставови за најграѓаните, да им биде јасно кои се позициите. Моите позиции се лична работа, но сакам ви да не сум го обработувал тоа детално во смисла дали ние со повлекување на односно на искористување на шанса да бидеме да започнеме преговори со нив, губиме некој статус. Јас повеќе нема поставка досега, непозната и за нив. Јас сум повеќе убеден дека тоа е статус кво, меѓутоа е пеколно кво. Ме разбирате? И на тој начин мислам дека прво не треба да имаме дилеми помеѓу ни еден политички субјект во Македонија, барем главни политички субјекти, како што и немаме за евроатлантските процеси. Не смееме да имаме дилема за членството за НАТО и придобивките ги добиваме веднаш од членството на НАТО, но во исто време мораме да седнеме без емоции и со ладни глави да одлучиме што е подобро за Македонија и да одлучиме каков одговор ќе дадеме на ова тешко историско премежје и со разум, без емоции и тргајќи го македонскиот интерес на страна, да размислиме што ќе биде подобро за нашите деца. Инаку, можеме и сега да зборуваме за искуството од меѓународните процеси на интеграција на земјите кои произлега од слични системи како нашиот. Историјата, барем досега, вели дека следниот старт е на повисока летвичка, тоа беше и со З4 планот, Арктисари, па на крајот и со пристапните преговори на Романија и на Бугарија. Потпредседател на вашата партија рече, ние ќе почнеме, ќе преговараме и ќе направиме нов договор. Тоа досега, вие сте изградиле, така оставили негов личен став, дипломатските односи, дипломатските постапки и како пример досега не постои. Македонија треба да кажеме на граѓаните дека доколку се случи нов преговор со Грција, ќе стартуваме од правниот акт кој сега во момент го потпишаат двете влади. За жал, овој договор бетонира дел од македонските позиции и тој секогаш ќе биде стартна позиција за нови разговори. Често е на граѓаните им се каже. Треба да го знаеме и политичарите треба да биме свесни сите до еден дека ова кое денес го факторизираше целиот свет е проблематичен документ. Јас објавив и анализа негова правна со детали во што и кој дел детално го оспорувам, кој дел е најслаба карика од македонска страна гледано во договорот. Тоа е немањето јасни облигации за Грција што треба да спроведи, немањето доволни гаранции што доколку Грција се смени владата во Грција и да го новата влада го отфрли и објде да го ретификува. Сето тоа се аргументи за и против. Затоа кажувам, треба да се има трпение и да се има разум. Сите ставови кои ќе бидат искажувани во јавноста, и како официјални патриотски ставови, и како ставови на независни интелектуалци и активисти, политички и општествени, треба да бидат прифаќани најдобро намерно. Никој нема намера на никого да му наметне лошо решение за Македонија, предавство или мотивација за било кој што ја направи. Најмалце интересот на ВМРО ДПМН е да промовира лошо решение кое ќе уништи Македонија и македонската државност. Напротив, ние имаме нема смисла целосна определба, не само историска обврска, туку и волја лична, персонална волја кај сите нас да го излечиме најдоброто во овие историски премежја и да донесеме решение кое ќе направи најдобро за Македонија. Знаете, имам еден пријател кој вели така да направите. Јас во предвечерието на празникот ви го честитам вам празникот. Јас на вас сте гледачи. И се надевам дека како Илинден или како репер, како светлост, како нешто во кое што минатите генерации успеале да најдат излаз во состојбите кои многу често биле безизлазни, така и вие како раководство на ВМРО ДПМН ќе најдете излаз кој ќе биде прифатлив за граѓаните за неговата држава. Благодарам што бевте дел. Благодарам на покана уште еднаш. Поштовани гледачи,
Ова беше мојот разговор со Петар Богојски. Не може, имам уште многу теми, но ние сме ограничени со времето, нели? Не можеме до бескрај да ги држиме емисијеве. Се надевам дека сте задоволни од неговите разговори или од драматуршкиот опсек кој јас го водев за да искамчам, да излечам што поголем број на ставови според кои вие ќе се одредувате. Ви го честитам Светилија, ви го честитам Илинден, за оние кои го празнуваат, знаат кои се неговите вредности, а како наследство на поранешните генерации и Светилија и Илинден не образуваат. Само прашање колку одговорно се однесуваме кон обврските. Ве благодарам и имате убав празник.